Марија, добар ден. Поздрав, Марија, и од мене. Добар ден. Добар ден. Како си, Марија? Добро, супер, одлично. Одлично. Верувам се подготвуваш за утре во Крушево, она што го зборувавме овде во емисијата и ја испрезентиравме книгата која што ја создадоа обожавателите на Тоше Проески од регионот, а и подалеку. Можеме слободно да кажеме ширум светот, затоа што имаше и земји подалечни. Зборувавме за сето тоа во нашата утринска програма, ја презентиравме и самата книга, официјалната промоција закажана за утре, така ли? Да, утре, значи, започнуваме 1 час порано, има некои измени во програмата. Наместо во 12 часот, промоцијата на книгата ќе се одржи во 11 часот. Епа, ајде кога веќе ја спомна програмата, измените на програмата, може заедно. Ние ја споделивме пред 1 час со Кате, бидејќи нашата Кате ќе биде во Крушево, на лице место. Се разбира, има соговорници, ќе ни пренесе и делот, нели, она што ќе се случува во склоп на одбележувањето на роденденот на Тоше Проески, но и со тебе, за сите оние кои што сакаат, нели, да присуствуваат и на самата промоција, колку е ограничено, каде ќе може да се проследи, дали може би онлайн ќе има нешто да можат нашите гледачи кои што не се во можност да отидат во Крушево да погледнат? Да, значи има целодневна програма. Цел ден ќе има крводарителска акција во чест на Тоше Проески, значи од 10 часот до 4 часот. Потоа има уште една промоција на уште една книга и музички изведби на песните од Тоше. Потоа започнува поетското читање, за кое јас го организирам заедно со промоцијата, значи, на книгата 1200 молитви. Имаме информација дека е пристигната една поетеса од Хрватска, верувам дека ќе бидат присутни и поетеси од Бугарија и од Србија. Но за тоа дополнително ќе видиме утре. Тие меѓусебно си планираат изненадувања, така да цел ден ќе има програма. Потоа се обрека... Сите изненадувања нека биде баш изненадување за оние кои што ќе бидат во Крушево. Марија, со оглед на тоа што секогаш овие настани предизвикуваат огромен интерес, не само, нели, кај нас што е нормално, меѓутоа и би рекла цел Балкан, сите медиуми веројатно ќе имаат своји представници. Имаш ли информација каков е интересот ете конкретно од новинарите, од медиумите ширум Балканот за утрешниот настан и односно за утрешните настани со цел, нели, одбележувањето на 41-иот роден ден на Тоше Проески? Да, има заинтересираност посебно од медиумите од Србија. Ние колку што можеме ќе го снимиме настанот и до вечерните часови се надевам дека ќе се наоѓа на социјалните мрежи. Да, затоа што интересот е навистина голем и што се однесува и до неговите фановите на Тоше Проески, кои што се уште, се разбира, се сеќаваат на се тоа што тој го направи во својата музичка кариера, па и ете му возвраќаат со сите оние песни кои што тие ги испрати 1200 молитви кои што се најдоа во книгата за која што беше задолжена Марија и која што ги сплоти во, нели, оние страници во тоа дело кое што утре ќе се промовира. Ти посакувам навистина успешна промоција, се да помине во најдобар ред, само да споменеме заради протоколот ограничено е колку луѓе и кои се може да присуствува, така? Да, се намали бројот на присутни луѓе, веројатно ќе биде со групи, значи промоцијата на 1200 молитви ќе биде со една група, останатите настани во текот на денот ќе бидат проследени со друга група на луѓе. Добро, нека помине се најдобро и се разбира овде сме за сите оние новитети кои што се поврзани со нашата легенда, кои што фановите ги прават токму за него. Само да те прашам, Марија, со оглед на тоа што спомена дека и твојот настан, односно промоцијата на книгата е поместена за 1 час порано, дали сите настани во рамки на онаа програма која што споменавме, сите се поместени 1 час порано? Не, значи има целодневна програма од 10 до 4 часот, си имаат свој дел кога ќе бидат представени. Добро, значи се останува исто, освен промоцијата која што ја споменавме со тебе на твојата збирка песни 1200 молитви за Тоше, наместо во 11 ќе биде во 10 часот. Така? Не, наместо во 12 ќе биде во 11 часот. Да.
Добро, Ти тогаш... се водиш по друга програма. Добро. Во секој случај ти благодарам и се слушаме и се гледаме следна прилика. Поздрав! Поздрав, Марија!